Почитувани медиуми, денеска заедно со премиерот на владата на Република Македонија, господин Христијан Мицкоски, заедно со министерката за образование и наука Весна Јаневска, поставиме камен темелник на нова спортска сала овде во дворот на основното подрачно училиште Кочо Рацин од Оѓанци. Салата е со површина од 470 метри квадратни, а средствата за изградба на оваа сала 12 милиони се обезбедени од дотациите преку Министерството за образование и наука и 6 милиони денари се обезбедени од буџетот на општина Петровец. Очекувам оваа спортска сала некаде за 6 месеци да биде целосно изградена, што значи учениците од подрачното училиште Кочо Рацин од Оѓанци за 6 месеци ќе може наставата по физичко да ја одржуваат во нова спортска сала. Ние како општина Петровец, јас како градоначалник, моите советници од Советот на општина Петровец и општинската администрација максимално се вложуваме да ги направиме што подобри условите за образование на нашите дечиња. Во изминатиот период, како што и сите знаете, направиме 2 нови училишта, темелна реконструкција на сите училишта на територија на општина Петровец, изградиме 3 нови спортски сали, оваа ни е сега 4-та, така ќе продолжиме во иднина. Работиме на подобрување на условите за настава на нашите дечиња. Ви благодарам. Добар ден и од мене. За мене представува чест и задоволство што денеска сум поканет на овој убав настан, почеток на градба на спортска сала, која што знам дека ќе користат многу дечиња од општина Петровец и од ова населено место. Честитки до градоначалникот, до советниците, до министерството, до министерката, до пратениците од овој регион, од овде од изборната единица 3, што се залагаат, што континуирано предлагаат проекти кои што како влада ќе ги поддржуваме и во иднина. Така треба да се продолжи. Тоа го очекуваат граѓаните од нас, да создаваме, да градиме, не да рушиме. Веќе разликата е евидентна. За нешто помалку од 2 месеци нова влада, предводена од ВМРО-ДПМН и коалицијата Твоја Македонија, многу од проектите кои што во минатото со години чекаа, стануваат реалност. Уште еднашка честитки до сите и посакувам што повеќе дечиња да ја користат оваа сала, овој спортски објект, затоа што со спортот практично и се создава убав дух кај секој едно дете и на тој начин потоа се создаваат, би рекол, честни, правилни, возрастни личности. Ето, уште еднашка нека идлија, нека е со среќа и да ни се множат ваков тип на објекти уште повеќе. Ако имате прашање, ви стојам да разговарам. Како ги коментирате оние приписки, јавни пораки, би рекла, на коалиционите партнери во владата? Од знам стигна порака е упатена кон Вреди дека не треба да се однесуваат како други, од Вреди им вратија дека пред нас локалните избори да не ги заборават гласачите кои што Максим Димитриевски треба да ги доби. Дали е се во ред и дали има проблеми во владината коалиција? Не, владината коалиција функционира безпрекорно. Амбиентот внатре на вистина конструктивен. Логично е вие и дома да сте да имате различни ставови по некои прашања, но секогаш се наоѓа решение. Она што е важно е да се напомене дека оваа влада има поддршка од повеќе од 2/3 од пратениците во парламентот. И тоа е она кое што мене ме прави горд. И тоа е она кое што мене ме инспирира да продолжиме како влада и понатаму да градиме за граѓаните и Македонија да биде повторно твоја, она кое што е важно и она кое што граѓаните од нас го очекуваат. Инаку опозицијата ќе се обидува да создава таков тип на пораки во јавноста, но состојбата е многу конструктивна и она што мене морам да признам посебно ме радува што без исклучок сите кои што се дел од владината коалиција на дневна основа се трудат да направат нешто добро за државата и за граѓаните, што е многу важно. Господине Мицкоски, градоначалничката Арсовска го обвинува Советот за хаосот во главниот град, вели дека не ги гласаат програми. Ваш коментар? Па видите, за Арсовска мислам дека премногу периодов се кажа се. Ви кажа дека е
единица мерка на личност која што создава непријатели наместо да создава пријатели, тоа не е добро. Сам доколку изначи мојот совет, ги слушнав тие пораки, не се гласале програмите, па не знам кочеле овие, кочеле тие, еве, јас како председател на ВМРО ДПМН ќе ги замолам советниците кои што доаѓаат од советничката група на ВМРО ДПМН веднаш на следната седница да ги изгласат тие програми, ако е до програмите, но не е до програмите, еве ќе видите веднаш. Мислам дека добив информација на 29 дека има седница, еве ќе ги замолам советниците од советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата, тие програми кои што таа вели дека не и се гласа, да ги изгласаме, еве ќе видите дека ништо нема да се смени. Еве, да знаете дека буквално ништо нема да се смени. Тоа што е од нас, тоа ќе го направиме. Еве да не биде и тоа повторно причина да речат ете ВМРО ДПМН кочи. Не кочиме, еве ќе ги изгласаме тие програми, ќе ги замолам да ги изгласаме. Премиеров, во однос на подмирувањето на обврските конји во Скопје, дали тоа ќе се случи со средства што биле претходно наменети за Јадранска магистрала? Не, мислам дека тука и Министерката за образование може и таа да ви даде одговор за ова прашање. Не е баш така како што тоа беше соопштено од Арсовска во јавност. Премиера, имаше најава од интегративците дека можно изликување на нивните градоначалници од Скопје може да предизвика проблеми во улиците. Па не мислам дека е тоа зрел потек. Не мислам дека е тоа зрел потек. Но кој губи има право да се лути, така вика. Мислам дека треба да останат таму каде што им е местото. Ако така сите што губеле се лутеле и ги напуштале институциите, тогаш ќе се создаде една лоша пракса, но тоа е нивна одлука. Ако мислат дека на тој начин ќе добијат нешто, нека прават како мислат, тоа си нивна одлука. Опозицијата ве обвинуваше околу убиството пред Мавровка, дека институциите не ги презеле сите мерки на време. Најпрво дозволете ми да изразам жалење за тој грозоморен чин и загубениот човечки живот, но она што е важно е дека веќе во серија криминалци и корумпирани суди и обвинители се одговорни пред законите и институциите, откако најпрвен врховниот судија и оној обвинител кој што е дел од Советот на јавни обвинители призна вина дека учествувале во коруптивен скандал и дека на тој начин само ги докажаат тезите кои што ние ги имаме, дека имаме партизирано, окторирано обвинителство и судство во најголема мерка. Сега следеше втор чин кога институциите брзо, москавично сторителите на овој грозоморен чин ги приведоа и ги извадија пред органите на правдата. Сите буквално учесници се приведени, нешто што во минатото не беше случај. Нешто што морам да признам во минатото не беше случај, затоа довербата во правната држава беше еднаква на нула. Добро е што можам и последните мерења, конкретно од август, кои што како партија ги правиме во довербата во институциите, во борбата против криминалот и корупцијата, постепено се враќа и можам со задоволство да кажам дека за прв пат имаме повеќе наши сограѓани кои што веруваат во борбата против криминалот и корупцијата на оваа влада, отколку што не веруваат. И тоа е само уште една причина повеќе да продолжиме да се бориме со овие криминални битанги, без разлика дали се вакви безочни криминалци или криминалци во политиката. И набргу од денеска, сите кои што се огрешиле пред законот ќе бидат изведени пред лицето на правдата, вклучително и оние групи кои што во последно време се обидуваат да бидат активни во Скопското подземје. Ги следиме и нив. Премиере, вчера синдикатот испрати две барања до вас. Едно е за средба околу минималната плата, за која што се надева дека се уште ќе се одржи ветувањето. Второто барање е нивното барање да се ревидира, односно да се укине одлуката за зголемување на платите на функционерите за 78%, нешто што и вие силно го критикувавте додека бевте во опозиција. Можам да кажам дека зголемување на платите на функционерите нема да има. Не веќе зголемувањето од 78%. Тоа зголемување од 78% ќе биде дел од законско решение кој што ќе се најде набрзо пред пратениците во македонскиот парламент, вклучително и
сите оние плати кои што се нивелирани согласно одреден коефициент и репер и се дел од платите кои што ги примаат вработените во јавната администрација. И ќе биде тоа многу скоро донесено на дневен ред во парламентот. Тоа е тоа што можеме како влада да го кажеме поврзано со тоа прашање. Но дополнително зголемување, ви тврдам дека функционерите нема да имаат и покрај тоа што има законска одлука и покрај тоа што има нивелирање согласно закон и така натаму за следната година, ќе донесеме на влада и тоа на мое лично барање на следна владина седница одлука тоа да не се случи. Поврзано со тоа. Сега поврзано со синдикатот. Ја слушав изјавата на претседателот на синдикатот. Морам да кажам дека од Министерството за финансии, од министерката бев информиран дека се е постапено согласно закон во ребаланс. И тука не треба да имаме никаква дилема. Мене ме зачуди фактот што веднаш претседателот на СДСМ, како да беа чудно синхронизирани, излезе со свој став во поддршка на овој претседател. Нема да навлегувам во начинот како беше избран и така натаму. За тоа има институции, јас нема да навлегувам. Јавност ја повикувам многу внимателно да го следи овој случај. Но за помалку од 2 месеци од работа на влада гледам еден синхронизиран, би рекол, напад спротивен и на закони, и на етика, и на принципи, и на се од страна на председател на Сојуз на синдикати и председател на најголема опозицијска партија. И тоа мене ме доведува во ситуација да размислувам дека тука има политичка позадина. Јас ги повикувам членовите на синдикалната организација да не наседнуваат на политички кампањи во рамките на истата. Ние сме влада која што многу скоро од денеска претпоставувам ќе седне, ќе разговара со сите легитимни синдикални организации и така натаму. И тука немаме никаков проблем. Напротив, сакаме да помогнеме. Јас ја разбирам потребата од зголемување на платите. Секој од нас живее од плата. Ние не живееме од провизии, ние не живееме од криминални тендери, ние не живееме од трговски центри, од фабрики за марихуана, не живееме од тоа, ние живееме сите од плата. Барем ние кои што сме овде. Сега има такви кои што гледате како ги коментираат овие работи. Јас би сакал да и 5000 евра да биде платата. Но треба да дојдеме до тоа. Имајќи предвид состојбата во буџетот која што ја оставија и непредвидените усогласувања согласно колективните договори, па мораше сега со ребалансот да се усогласуваат, но истовремено би напоменал дека истиот тој синдикат беше од страна на министерката тогаш за труд и социјала приложен, тогаш доаѓаме сите до еден едноставен заклучок дека има многу политика, а малку основа за барање на правата на работниците. Ако може две прашања околу Блери Рамадани, бидејќи обвинуваат од СДСМ дека бил организирано пуштен во Косово во 2 наврати, дали во меѓувреме имавте некаква комуникација со српските власти и после уште едно прашање. Јас и во една друга моја изјава кажав дека ова не е прв случај. Има случај сличен во 2016, во 2019, има одлука од Врховен суд кога практично тие лица кои што на идентичен начин биле во екстрадицијски притвор по врз основа на потерница која што ја испраќа Србија биле ослободени на слобода. Сега тоа што имаме загриженост кај СДСМ и ДУИ зошто партискиот судија Пајазити е вклучен во овој случај, па се обидуваат сега интриги или некакви, би рекол, чудни споредби да прават информации во прашална форма. Во прашална форма навистина за анализирање. Но апсолутно, ако имат докази, ако знаат дека е така, зашто во прашална форма не ќе излезат со тврдење, па да видиме како тоа ќе заврши. Комуникација со српските власти околу овој случај? Уште едно прашање ве молам околу мешовитата комисија историска, дали се случува нешто таму, дали имавте средба можеби со председателот на комисијата, бидејќи имавте најави дека ќе има промени во структурата? Мислам дека ќе има таму промени кадровски многу скоро. Па периодот што следи, мислам дека сега овој месец или почетокот на септември.
Премиер, Премиерен, рековте дека има најавивте дека на почеток на летово инвестицијски бум. Разговарате ли за нека нова странска инвестиција? Се очекува ли да влезе на пазарот? Да, преговараме со 3 можни нови инвестиции. Две се од веќе постојните производни капацитети, проширување на нивното производно портфолио. Големи ќе бидат и значени за домашниот производ. И второ, преговараме со една голема компанија, инвестиција во вредност со 150 милиони евра, во потесен круг сме со една голема европска земја која што е членка на Европската унија, ние и тие, и се бориме. Сега сме во фотофиниш, ако се види како што треба, се надевам дека во септември веќе ќе можеме и таа да ја објавиме, односно со овие двете проширувања ќе имаме прилика уште 1/4 милиарда евра нови инвестиции до крајот на годината, што значително ќе влијаат врз бруто домашниот производ. Може ли малку детали да ни откриете за во Па, кој сектор станува збор? Овие две проширувања се во автомобилската индустрија, на веќе постојни инвестиции овде кај нас, а што се несува до новата, тоа е во, ајде да нарачам, индустријата за производство на суплементи. Премиере, рековте дека имате 2/3 во собранието, тоа е огромна политичка моќ. Од друга страна, голема одговорност за тоа што нема изговори. Во држава како што е нашата мултиетничка и да е 5000 евра плата, како што кажете, доколку има меѓуетнички проблеми, доколку не се чувствуваме безбедно, верувам дека ќе се согласите дека тоа е џабе. Зашто дозволувате коалициониот партнер да пишува по социјални мрежи и да дава од типот изјави од типот шиптари стока не изживеана, и дали воопшто контактиравте со него или дали можеби размислувате да му побарате онаа медицинска потврда дека е нормален? Јас не сум прочитал таков тип на статуси, но и да има таков тип на статуси, тоа се статуси кои што се непримерни на социјалните медиуми, на кои се чувствувам безбеден, граѓаните се безбедни. Ја не се чувствувам. Ако не се чувствувате, ве молам, има институции да го пријавите. Пријавам кај премиерот. Еве, премиерот не е институција, има Министерство за внатрешни. Еве, јас веднаш после оваа пресконференција ќе го информирам министерот за внатрешни работи да ве повикаат на информативен разговор, да дадете докази зашто не се чувствувате безбеден и кој е тој кој што ја загрозува вашата безбедност, за да можат институциите да постапат. Институциите не може да постапат по допрен глас, затоа што таму имаше и закани во коментарите. Ама вие сега мене велите мене ми пријавувате. Пошто мене ми пријавувате, јас ќе пријавам веднаш до министерот за внатрешни работи и ќе го замолам одговорните лица во министерството да ве повикаат на информативен разговор, да поднесете докази и врз основа на тие докази каде вашата безбедност е загрозена, да можат институциите да постапуваат. Заврши времето на шерифи и ковбојци, заврши времето кога голобради момчиња купуваат трговски центри во центарот на Скопје, кога се даваа пасоши на белосветски криминалци, наркотрафиканти. Заврши времето кога исчезнуваа тони марихуана и се продаваше наркотици во центарот на Скопје. Дојде време кога правда ќе има и правдата е за сите. И за мене, и за вас подеднаква, и ве охрабрувам и понатаму секогаш кога ќе се чувствувате небезбеден, да ги доставите сите докази со кои што располагате, сите оние индиции кои што го загрозуваат вашата безбедност, институциите да постапуваат. Доколку правдата ваш за сите, вашиот кандидат за градоначалник на Крива Паланка има правосилна пресуда и треба да врати 1,5 милиони денари на Министерството за култура. Прво што направија вашите сопартизи, го вработија во царина и тоа како главен во некој си сектор таму. Меѓутоа сепак има правосилна пресуда, а баш кај е ставен во сектор каде што може да има и конфликт на интереси, затоа што поранешниот ваш градоначалник во Крива Паланка има фирма за шпедиција. И поранешниот. Ние гледаме сега за единината, а единината е онаа која што носи правда, единината е онаа која што носи сигурност за сите граѓани. Еднината е таа која што сите криминалци политички и оние на улицата ќе ги казни и ќе ги однесе во оние институции каде што им е местото, тоа е позади решетките. Верувајте и бидете безбеден, господин Салиев. Оваа држава повеќе нема да има аги и паши. Оваа држава ќе биде на народот, затоа што оваа држава така функционира, е мултиетничка, има мултиетничка хармонија, секој мора да е безбеден. Еве и ние сме денеска во една таква мултиетничка средина, каде што во една хармонија живеат македонци, албанци, бошњаци, турци, роми, срби, власи и сите останати и немало никогаш никаков проблем. Така што јас сум горд што
надежта се враќа кај граѓаните и граѓаните се среќни бидејќи конечно еден режим после 7 години замина во опозиција и дојде народна слободарска влада која што гради, влада која што се бори против криминалот и корупцијата. Премиере, последно прашање само ако може. Започнати ли се консултациите за нов амбасадор во мисијата на Обединетите нации? Започнати се консултации за повеќе амбасадорски места. И ќе бидете информирани во периодот кој што следи. Како ја оценувате актуелната дипломатска мрежа со оглед на фактот дека министерот Вучунски изгледа дека не е незадоволен од кадрите што се во ДКП? Па има и причина зашто не е задоволен. Видете, едноставен е примерот. Еве да ви дадам еден пример и све ќе ви биде јасно. Ние кај нашиот стратешки партнер Соединените американски држави во амбасадата имаме 2 лица вработени, а во мисијата ОПСЕ од 2 имаме 12. И сега се постава причината зашто е тоа така. Се ние ако сме стратешки партнер со Соединетите американски држави, треба така и да се однесуваме. Не само да мафтаме со знамето, треба и да покажеме со дела дека сме навистина стратешки партнер. Но некој ја приватизирал и партизирал за жал таа институција и сега веќе полека, сигурно се ослободува и многу други работи ќе излезат на виделина. Многу скоро денеска, јас реков, еве го септември месец доаѓа, многу скоро денеска многу работи ќе излезат на виделина. Фала. Ќе може ли едно прашање до министерката? Значи пристигна информација од град Скопје дека подмирувањето на врските кон ЈСП ќе се случи со средства што биле наменети за изградба на Јадранската магистрала. Па еве како надлежен во однос нели на долгот првичниот студентите за бесплатниот автобуски превоз, со кои пари ова ќе се случи? Не знам дали градоначалничката планира со други средства да го исплатува долгот. Точно е тоа дека во Министерството за образование и наука пристигнаа фактури за огромни средства за кои град Скопје тврди дека ние сме должни да ги исплатиме заради бесплатниот превоз на студентите. Ние спогодба ниту со ЈСП, ниту со град Скопје немаме и јас како министер немам основа врз која би ги исплатила тие средства. Од тука, доколку не се најде некакво решение поинакво, за овие средства ние ќе мора да одиме на суд и тоа така и ќе биде, затоа што повторувам, ниту имаме спогодба, ниту има основ врз кој тие средства би се исплатиле. Но не бев ниту јас, ниту оваа влада таа која обетуваше бесплатен превоз за сите. И ние за бесплатниот превоз за сите не можеме ниту да одговараме. Министерка, во непосредно пред почетокот на учебната година, можно ли е менување практично на финансиската состојба на наставниците, можно ли е зголемување на платите и наставниот кадар воопшто? Јас сум наставник. Премиерот до кој што стојам е наставник. Ние двајцата, или јас ќе зборувам во моје име, точно ги знам проблемите и предизвиците на наставниците со кои што се соочуваат. Верувам дека тие знаат и се длабоко убедени дека ако некој сака тие да имаат подобар стандард, тоа сме и јас како министер и нашата влада. Меѓутоа, јас не сакам да ми се покачи платата 3%, јас сакам да ми се покачи платата 30% уште утре, кога тоа би било можно. Меѓутоа, она што го наследивме во буџетот на МОН е цел буџет, едногодишен буџет и истрошен за пола година. Необезбедени плати за наставници, необезбедени плати за професори. Се соочив со огромна дупка и ќе ви кажам, необезбедени учебници за повеќе години, за повеќе предмети и така натаму. Неисплатена помош на ученици, неисплатени стипендии на студенти, неисплатени обврски во вид на лиценци, Фулбрајт, ПИСА и други странски партнери кои ги имаме. Неисплатени превози за училиштата, кон општините, студентски домови во распад, ученички домови во распад. Јас ги молам наставниците, онака како што јас ги доживувам, во овој момент да постапуваат со онаа пасија како кога се запишале на факултетот, кога ја посакале таа професија, да ја истераме оваа година со таа нивна волја и желба, да придонесат за знаењето на учениците, да придонесат за напредок на државата,
А она што им следува, бидејќи и мене и на премиерот ми е добро познато, тие секако ќе се го добијат во оној момент кога државата ќе може тоа да го направи, а јас, еве како министер, грчевито ќе се борам и ќе се борам и на влада, и со нив, со преговори, се тоа да биде што е можно повеќе. Инаку, за синдикатите сме секогаш отворени за разговори, ние никогаш ги немаме затворено вратите за социјалните партнери, но во овој момент, кога државата ни била во слободен пад, а владата се обидува да го запре тој слободен пад, јас повторно велам, не им се обраќам на синдикатите, наставниците имаат права и како сите други. Им се обраќам на наставниците да имаат верба во владата, да имаат верба во министерот за образование и да бидат сигурни дека нема да бидат заборавени и ќе бидат приоритет. Министерка, да ви искористиме дека сте Да, овде. Ние имавме веќе комуникација и комуникацијата не е добра за вас, но сепак ќе мора да го поставам како прашање, пошто го слушав премиерот и почнав да се ежам во каква држава ќе живееме. Ама некои работи ме потсетуваат на време кое што не беше баш така добро. Ние веќе снимевме интервју со вас за книги кои што се испратени на турски јазик во одредена школа. Ви рековте дека тие ќе пријават, ќе се вратат, ќе се заменат. Меѓутоа тој другиот дел е малку проблематичен. Утре дента стигнала инспекција и побарала таблата да биде и на англиски јазик. Дали е ова еден вид на притисок кон училиштата кои пријавуваат проблеми до нас да не го прават тоа повеќе затоа што инспекција ќе им стигне? Ви се молам, никаков проблем не е ако дистрибутерот по грешка Апсолутно. доставил турски книги во училиште каде што се учи англиски. За Јас ви кажав тогаш дека да, дистрибутерот може би направил грешка, но и ве замолив да пренесете на училиштето да ми се обрати. Училиштето не ми се обрати. Воопшто не знам дека била инспекција, училиштето има право да се обрати до министерот и да каже дека каква табла на англиски јазик? Мене не ми е јасно што зборувате. Знаете како, ве молам, отворени сме, знаете дека соработуваме, имавме интервју, секогаш одговарам на вашите прашања, но ве молам да ги проверувате информациите кои ви испраќаат. Оти се случи на неколку пати луѓе од вашата фела да ме прашаат за нешто што после 2-3 дена се испостави комплетно нереално. Но доколку сте во право, ве молам, обратете се до Министерството, училиштето нека се обрати, ние ќе го решиме проблемот.